Почитувани, на менде синдикалецот од РЕК Битола, воден од СДСМ, малку му се €1.000.000 за семејната фирма, додека е вработен во РЕК Битола, па морал да ја вработи и жена си во загубарот РЕК Битола на Васко Ковачевски. Да подсетам, менде синдикалецот само лани и годинава има добиено тендери за неговата фирма вредни €1.000.000. €1.000.000 од РЕК Битола. Од 2017 година оваа мала компанија Компакт МСФ Доел Битола редовно добива тендери од загубарот РЕК Битола. Толку редовно што само лани годинава се 20 на број. 20 тендери за година и пол. Но тоа е малку за синдикалците и функционерите на СДСМ во РЕК Битола. Па при она цунами на партиски вработувања 2019-2020 година, меѓу заслужните роднини на функционери на СДСМ се најде и сопругата на менде, Летка Фидановска, која е вработена во службата за деловно-техничка апликација како организатор на обработка. Малку е што сопругата е управител на фирмата што зела €1.000.000 само од лани до сега. Малку е што е потписник на договорите меѓу РЕК Битола и фирмата Компакт МСФ морала да биде вработена како сопруга на заслужниот синдикалец на СДСМ. Почитувани, ова е срамно и се коси со сите морални норми. Синдикалниот лидер, откако е тоа, има земено тендери во висина од €1.131.380 од РЕК Битола, каде што и сам работи. Згора на тоа, во РЕК Битола ја вработува и неговата сопруга, инаку потписник на фирмата која што ги добива тендерите. РЕК Битола тоне. Елеме во загуба од €47.000.000, по €1.000.000 секој месец. А од менде нема ни збор за тоа. Од синдикатот нема збор ниту за скандали, за рекети, за дрпање пари од ископ. Ваква спрега на мафијата со синдикатот немало дерата на Ал Капоне. СДСМ ги потона рекот и елем во долгови. Се најавуваат отпуштање и затворања, а одбрани фирми вртат милионски тендери. СДСМ е најлошото за Битола, најлошото за загубарот РЕК Битола. СДСМ е најлошото за Македонија.